Моето име е Благородна Сотиров и јас сум наставник по информатика во Општинското основно училиште Кирил и Методи во Стајковци. Денеска ќе обработиме наставната единица веб термини од темата онлайн живеење. Која е целта на часот? Целта на овој час е да се запознаеме со поимите веб страница, вебсайт, да се запознаеме со линковите, какви линкови постојат, што е веб адреса, од што се состои веб адресата. Затоа ќе започнеме со запознавање со првиот поим, односно со веб страницата. Што е веб страница? Веб страница представува документ кој што е поставен на интернет за да можеме да го разгледуваме. На овие веб страници што може да има? Значи може да имаме текст, може да имаме слики, звуци, анимации и така натаму. Документите изучивме на претходните часови дека си добиваат и своји наставки. Па така, веб страниците имаат своји наставки, односно ја имаат наставката HTML или HTML. Повеќе веб страници меѓу себе се поврзуваат со одредена врска. Врската која што ни овозможува да се движиме од една страница на друга се нарекува хиперлинк или само линк. Што може да биде линк? Линк може да биде збор, може да биде реченица, но може да биде и слика. Од тие причини имаме и два типа на линкови, односно имаме графички линкови или текстуални. Како ќе препознаеме каде имаме линк, односно врз која слика или врз кој збор, реченица имаме линк? Многу едноставно. Кога ќе се движиме со маусот над зборот, односно над сликата на која што има линк, тогаш маусот ќе добие облик на испружена рака со испружен прст. Еве, на овој слайд се прикажани сликички и текст каде има линк. Истото може да го забележиме и доколку кликнеме на линк кој што ќе не однесе на таа веб страница и како се движиме со маусот, така забележуваме каде маусот ќе го добие обликот на рака со испружен прст, таму забележуваме дека има линк. Значи, на овој текст овде немаме линк, но затоа на овој текст имаме линк, бидејќи маусот ја смени својата форма. Понатаму, повеќе веб страници кои што се организирани или се ставени на едно место го создаваат веб-сајтот. Веб-сајтот представува колекција од една или повеќе веб страници кои што се поставени на интернет. Страниците кои што се организираат во еден веб-сајт најдобро се организираат преку стебло од фолдери и подфолдери. Секој веб-сајт има своја почетна страница. Што значува оваа почетна или хоумпејдж? Таа е онаа страница што е прва откако ќе го посетиме веб-сајтот. Веб-сајтот преку почетната страница ни кажува што ни нуди. Односно, хоумпејдж или почетната страница всушност може да представува содржина на она што се наоѓа на веб-сајтот. Откако ќе се изгрупираат страниците, ќе се подредат, тие се целта на создавањето на веб-сајт е тој веб-сајт да биде некаде објавен, да биде достапен на интернет. Сето тоа го правиме со поставување на сајтот на некој сервер за да може да се публикува, за да може подоцна да биде достапен до сите корисници на интернетот. Откако ќе се публикува, тогаш поставувањето на сајтот на интернет, за да можеме да го посетуваме, се нарекува постапка на хостирање. Откако ќе се хостира, тогаш веб-сајтот веќе има и своја адреса, односно има своја веб адреса. Секој документ поставен на интернет, секој сајт поставен на интернет си има своја адреса. Па таа адреса, односно веб адреса си има и своји составни делови. Некои се
за сите веб сајтови исти, но делови од веб адресата се менуваат во зависност од типот на сајт, зависност од името, од државата и така натаму. Еве овде имаме еден пример за веб адреса. Значи, веб адресата која што е прикажана тука е следнава: https www.education.com. Што значи ова HTTPS? Значи Hypertext Transfer Protocol, односно протокол кој што ни овозможува пренос на податоци. По него се наоѓа делот интернет сервисот или World Wide Web. Education представува име на сајтот, значи тој може да биде различен. Доколку ве прашам да наброите 5 имиња на веб сајтови, вие може да ми кажете и 10. Овде се наброени само неколку. Оние, да речеме, кои што најчесто ги користиме, како што е Edmodo, Wikipedia, Education, Code и така натаму. До името на сајтот се наоѓа и кратенката за тип на сајт. Во конкретниот случај, тоа е наставката .com, која што означува дека овој сајт има комерцијален тип. .gov е скратеница од government и тоа означува дека тој сајт е владин сајт. Доколку во наставката, во адресата имате .edu, тоа значи дека тој сајт има образовен карактер. И на крајот се става и кратенката за држава, односно кратенката за државата во која што веб страницата е публикувана. На следниот слайд имате една вежба во која што вие треба да ги препознаете составните делови на адресата. Водејќи се од оние напатствија што ги кажавме претходно, во овој дел од видеото убаво е да го паузирате, да ги напишете вашите мислења, што означува HTTPS, edu, e-дневник, mk, и потоа, откако ќе ги напишете, можете да продолжите да го гледате, да го проследите видеото, за да проверите дали сте запамтиле што сме кажале. HTTPS означуваше пренос на податоци, односно протокол кој што ни овозможува пренос на податоци. E-дневник е името на сајтот кој што го посетуваме. Edu значи дека овој сајт е образовен сајт и MK го означува доменот за нашата држава. Се надевам дека ги објаснивме дел од поимите кои што ги користиме во секојдневната комуникација. Како домашна да видиме дали се она што сме го кажале денеска сме го запамтиле. Ќе имате една мала домашна, односно на следниот линк доволно е да кликнете. Тука ќе ви се отвори текстуален документ во кој што ќе можете да ги напишете одговори, вашите одговори, кои што се кријат во предавањето од денеска. Ви посакувам добро здравје и почитувајте ги препораките и ова предавање да го завршиме со она што вас ви е многу важно. Хаштаг седи дома, биди безбеден. Ви благодарам за вашето внимание.